Иако се чини малку далеку, но сепак еве го летото и Охридско лето, нашата најголема културна манифестација, веќе ги привршува подготовките. Новата директорка Наташа Поповиќ најавува годинова амбициозна програма. Ајде да почнеме од тоа кога ве назначија Охридско лето, што затекнавте таму и како вам ви се чинеше во тој миг за целата програма и поставеност на нештата во Охридско лето и како дојдовте до идеи за промена натаму? Пред се, добар ден и ви благодарам што ме поканивте да бидам гостин во оваа прекрасна емисија. Да, јас сум назначена за раководител, директор на националната установа, фестивалот многу познат во целиот свет и на Балкан. Најреновиран, најзначаен културен. Охридско лето. Од моето назначување па до сега, се надевам и понатаму, се случија неколку промени кои што сметав дека треба да бидат дел од фестивалот. А тоа е првата промена што сметам дека фестивалот треба да живее цела година. И затоа реализиравме до сега 4 концерти во текот на периодот од септември па до сега. И во најава е 5 во април месец пред нашиот најголем христијански празник Великден. Така, тоа го практикуваат и други фестивали, да одржуваат некаква тензија во текот на годината, да не биде само тоа издание од издание до издание, но верувам дека и тоа се па дополнителни активности кои вам ви бараат и повеќе напор. Колку сте задоволни од селекторите и тимот кој во моментов работи на Охридско лето? Јас сум многу задоволна од селекторите, целиот тим на Охридско лето ги поздравувам јавно сега, бидејќи фестивалот подразбира тимска работа, не се гледам сама себе дека тоа треба да го сработам и работиме многу за да се подобри квалитетот во програмата на фестивалот. Секако секоја година треба да е подобра од претходната. Иако можам да кажам, Охридско лето имало прекрасни и музички концерти и театарски представи, но настојуваме оваа година стварно малце поамбициозна програма, што се надевам дека публиката на вистина ќе биде задоволна. Така, кога се подготвувавме за интервјуто, вие велите секој се грижи повеќе за својот фах. Вие доаѓате вие практично сте музичар, вашиот фах е класичната музика. Има еден интересен момент во вашата биографија. Вие сте наградена во 1991 година во Америка, инаку сте завршиле таму на музичкиот конзерваториум одсек пијано. И колку тоа искуство таму, можеби ќе ви допринесе сега со оглед на тоа што ваква менаџерска функција до сега сте немале. Значи, вие сте го работеле тоа што најдобро го знаете, сте биле професор по пијано. Колку тоа ќе ви помогне за она што следува сега, за оваа напорна работа на Охридско лето? И дали нема да бидете доволно пристрасна да се грижите само за музичкиот дел, па ќе обрнете внимание на другите? Токму така, јас сум музичар, дипломиран пијанист во Соединетите Американски држави. Музиката е мојот живот, моја професија и заради тоа ја прифатив оваа функција да раководам со фестивалот Охридско лето, бидејќи се што е поврзано со музика, мислам дека можам да го сработам, но ова е некоја друга димензија, менаџирање со музиката, каде што и учам тоа да го работам, заедно со целиот тим, пак ќе повторам, но искуството што го стекна во Соединетите Американски држави навистина ми помага сега, тој менаџерски дел, да кажам, каде што и самата Америка е менаџирање на сите професии и доста ми помогна сега за ова во моментот што го работам во фестивалот. Така, сепак концептот е таков, како што едно Охридско лето 70% цели од програмата се музички дел, 30% е тоа што подразбира драмска програма. Така. Вие велите дека веќе сте при крај, можеби програмата е затворена, но нели не сакате во моментов да откривате какви се тоа имиња ќе дојдат, да јавувате многу интересно отварање на Охридското лето, но ќе почекаме за тоа за пресконференцијата. Секако. Тоа што сега во овој момент, ако може повеќе да ни кажете, во Охридско лето функционираше програмата подолго време, која имаше своја публика, беше можност за оние уметници кои не можат да влезат во дел на оваа официјална програма, која по принцип нели квалитетна е, да речем условно поелитна, програмата беше можност и за уметниците и за тој таргет на публика. Таа програма ја немаше долго време на Охридско лето, едноставно беше изземена. Дали вие ќе ја вратите оваа програма?
Да, годинава ќе имаме во програмата настапи. Како што кажавте сега, не би сакала да откриам, додека не ја објавиме програмата која што е завршена за ова издание 59-то, фестивалско издание на Охридско лето, но непосредно после првиот прес каде што ќе објавиме програмата заедно со селекторите, точно можеме да ги откриеме имињата кои што ќе бидат во програмата во Света Софија, концерти, рецитали, во театарскиот дел и програмата. Тоа програма не значи дека не е дел од фестивалот, тоа е се во склоп на фестивалот. Так. Но се настани со Може подруг малку карактер. Да од стиловите Да, кои се вклучени не е класична класичната музика. Да. И одбрани се од страна на селекторите и тимот на Охридско лето на вистина добри ивенти во програмата. Се надевам дека ќе бидете сите задоволни од тоа. Така, тоа ќе биде на голема радост. Ајде, за театарските представи исто, може би не сакате да именувате, кои ќе бидат вклучени театри, ќе има ли гостувања? Ќе има многу гостувања, но секако пред се ќе има и наши театри од нашата држава, и во музичкиот дел, и во театарскиот дел. На прво место ги ставаме нашите уметници, кои што се исто врвни во својата програма, што концертираат или се актери низ целиот свет, и секогаш ги ставаме на прво место во селектирањето за во фестивалот, а понатака и гостувања од целиот свет. Побојак, дали сте задоволни од инфраструктурата на Охрид и од локациите кои се на располагање на Охридско лето? Се успева ли толкав обем на програма да се произнесе во тие расположливи локации? И воопшто за целата инфраструктура на Охрид. Зборувам од оние најбанални моменти, пристапот до паркирање, па да може публиката да стигне до таму. Дали во тоа имате увид и колку тоа ги задоволува потребите на фестивалот? Секако дека сум задоволна. Локалитетите каде што се одржува фестивалот се навистина прекрасни и се од големо историско значење, не само за градот Охрид, туку во целост и за нашата држава. Тука се подразбира каде што најголемиот наш адут е црквата Света Софија, каде што се одржува 90% од програмата, музичките концерти, рецитали. Потоа го имаме антички театар за спектакуларното отварање секоја година, а и за други представи или музички ивенти. Им благодарам на музеот што ни излегуваат во пресред да го користиме антички театар. Оваа година го имаме и Долни Сарај, реновиран, реконструиран, кој што е и имот на националната установа Охридско лето. И Министерството за култура, на кое што премногу им благодарам и јас и целиот тим на Охридско лето, што ни овозможија да го реновираме, реконструираме, и се надевам дека оваа година ќе имаме доста представи и на Долни Сарај, бидејќи таму се прошири и самата сцена и трибините каде што ќе можат да седнат 1200 посетители на Долни Сарај. И се разбира во летниот период секогаш времето може да не изненади, да заврне дожд, па Центарот за култура, имаме алтернатива, Центарот за култура не излегува во пресред, исто така им благодарам многу. Имаме во најава и планови да се искористат и други локалитети, како на пример Самоиловите тврдини, заливот на Коските во Градиште, но за тоа потоа кога ќе ја објавиме програмата, па точно ќе ги кажеме и локалитетите. Да, точно, може би малце е тесен пристапот, но за мене лично тоа е и добро на некој начин, бидејќи има своја екзотика се да, стариот дел на градот, тие тесни улички каде што и секаде во светот тие мали градчиња кои што имаат голема историја се со такви улици, таква инфраструктура, и мислам нема проблем во тој сегмент дека публиката не може да стигне или неќе да дојде. Така, добро, фестивалот е поддржан годинава од Министерството за култура со 25 милиони денари. Дали е ова доволен буџет за организација на ваков фестивал? Или успевате со менаџирање на дополнителни средства од спонзорите? Некако се чинеше оваа поддршка доволна, меѓутоа ве спомнувате и реконструкција, сигурно и тоа ќе одземе средства, не се само Реконструкцијата на Долни Сарај е друг дел на финансирање. Тоа не е буџетот за програма
и е одобрен уште минатата година и сега се реализира. Да, сум задоволна, им благодарам многу на Министерството за култура. Ние сме под нивна капа, да кажам, Националната установа Охридско лето и секогаш излегуваат во пресрети за се дополнително што треба. Но за поквалитетна програма секогаш повеќе средства. Исто така излегуваат во пресред нашите големи и лојални спонзори на кои што навистина многу им благодарам, многу се да ги спомнувам сите еден по еден, али можат да се видат секогаш на официјалната страна на Охридско лето. Така, одговорноста на овој фестивал, освен што е дел од најзначајната културна мапа на Македонија, тој исто така голема одговорност има во еден туристички сегмент. На кој начин се успева да се менаџира Охридско лето, да речеме условно, да се продава како туристичка атракција? Или да донесе некоја публика и туристи кои еве наменски би дошле токму за фестивалот во Охрид? Сега оваа година нашата интенција и нашите планови се малце повеќе маркетиншки тоа да го изрекламираме, со што самиот фестивал би допринесол и за туризмот во градот Охрид. Општината Охрид исто така е нашиот голем поддржувач на фестивалот и имаме соработка. Таката годинава, бидејќи ќе има туристички групи како и секоја година, но годинава со нивните агенции преку кои што тие доаѓаат во Охрид, ќе бидат информирани точно со програмата, со концертите кои што ќе ги има и театарски представи Охридско лето, за да можат уште во своите држави и дестинации од кај што доаѓаат да набават билет, дали од онлайн купи карти за се или директно кога ќе дојдат во Охрид. И тоа ни е најголемата интенција годинава туристичките групи да бидат запознаени и самите туристи како индивидуи, не мора да се во група, повеќе со фестивалот. Ќе имаме рекламирање регионално во нашите околни држави што се Албанија, во Тирана, во Софија, во Бугарија, бидејќи имаме доста туристи од таму кои што доаѓаат за културното наследство кое што го имаме да го видат, археолошките музеи и сега оваа година сметаме дека треба да бидат запознаени и со фестивалот Охридско лето, каде што во вечерните часови можат да уживаат во нашата програма. Така, речи си, за се има публика на Охридско лето, за тоа е многу интересен публика. феномен во Охрид. Значи, освен одговорноста која има фестивалот, како што рековме, и туристичка и културолошка, тој на некој начин како најголем фестивал е дел и од една културна политика на државата. Дали годинава еве не мора да откриете имиња, можеби ќе има гостувања на уметници од Грција, Бугарија, Албанија? Секако годинава ќе има гостување на уметници и од Албанија, и од Грција, и од Што не Бугарија. значи дека не било така во минатото, меѓутоа еве дали можеби повеќе отворена натаму институцијата за гостување на уметници, еве конкретно од Грција. Институцијата е отворена за соработка од сите држави. Сепак ние сме културна, национална установа, немаме политика во нашата установа, но секако конкретно годинава ќе имаме голем уметник од Грција. Јас сум многу среќна, исто и од Албанија, исто и од Бугарија. И самите тие се пресрекни што ќе бидат дел од фестивалот Охридско лето. Така, ви благодарам многу. Наташа, освен Ви благодарам и вас. Дека треба уште нешто да потенцираме, вие гледам, се обидувам да извлечам повеќе, но до мај месец ќе почекаме додека биде првата пресконференција. Сакав само да надополнам можеби уште едно доколку времето дозволува. Наредната недела Охридско лето е членка на EFA, European Festival Association, веќе многу години. Оваа година е во Лисабон, во Португалија, па ќе имаме излагање таму, да го представиме нашиот град Охрид на националната установа, што ќе понуди Охридско лето и во целост културата во нашата држава. Тој е самит, каде што се учесници околу 200 и повеќе фестивали од Европа, и сме поканети и сме многу среќни што годинава ќе бидеме дел од тој голем самит. Наредната година е 60 години од постоењето на фестивалот. Мојата интенција беше тој самит да биде токму во Охрид, но веќе е договорено дека ќе биде во Ирска,
али генералното собрание на тој самит, асоциацијата на фестивали, ќе биде одржан во Охрид. И сме многу среќни, бидејќи со тоа ќе се промовира уште повеќе и градот и фестивалот и нормално многу поголеми контакти со светски музичари. Така, и тоа актери. мрежување е многу важно за самите фестивали, тоа го Так. практикуваат сите фестивали во Так. светот. Јас ви посакувам многу успех, се надевам дека ќе успеете да го реализирате сето тоа што сте го предвидела. Ќе ви дадам една мала забелешка, во еден Охридско лето ми недостасува малку филмска програма, а може би треба да размислите и за тоа. Секако. Ликовната се вметнува некако патем со галериите што ги има во Охрид, и има доволно изложби кои се случуваат. Изложби има и за ќе има тоа и оваа време. година. Иако не се дел од Охридско лето, тие се случуваат во Охрид во текот на годината. Ете, може би можете да размислите за некоја таква промена. Секоја идеја е добре дојдена и мислам дека тоа е добар предлог што го давате. Ве очекуваме наскоро повторно кај нас со некоја многу интересна и ексклузивна информација која ќе се однесува на самата програма. Ви благодарам многу. Следното гостување мое ќе биде малце потранспарентно околу Така. програмата, каде што ќе можам да спомнам и имиња на уметници и ќе биде поинтересно. Ви благодарам многу што благодарам бевте и вас. гостинка.